Бисерка, а не на акции. Акциите се на граѓани. Значи, вие сметате дека вашиот син е тотално чист, воопшто нема ништо, никаков криминал? Ако беа, зашто не дадоа да се повтори постапка? Зашто не му дадоа, еве ти покана ти враќаме ти, ако не дојдеш да те судиме. Значи, сепак, тоа што Драган Древолски не е во Македонија чиста случајно, значи. Добе му, негови избори. Човек сака да се биде во Србија, бидејќи во Србија му е поубаво. Не дали му е поубаво, таму избрал место за ова. Дали му е поубаво или полошо, тоа времето ќе каже. Вие го посетувате? Зашто да не? Зашто да не? Значи, вие мислите дека ова е смислен процес на судството против Драган Древолски? Па не на судство. Судството е тука и материјал. Употребен. Политичкиот ген е основи е поголем. На кого му сметаше Драган Древолски според вас? Па на сите тие што се на власт. Значи... Мора да имат некој со кој ќе се гордеат дека го гонат. И затоа, после 11 години, не 9 години, извините, 9 години, они нигде не дават ова, не дават зошто го гонат. Говорат за проневера. Каде пишува тоа? Што не прашавте, што е направил? Во обвинението пишува дека Драган Древолски како директор на Царина што? Дал налог да се исплатат пари од Царина на некоја фирма која што се викала, мислам, Арарат, со седиште во Кипар, мислам. И потоа Ама момче, односно Скотија Тихама Оверсис во Скопје. Да ви кажем, преку ИК банк. Слушај да ви кажем. Појдете. Ако ве пратија да ме повикате мене за оваа глупост овдека што ја читате. Каде стојат писмени докази, не може некој да му истекнува да прави глупости. Акциите што се купуваат на име или на фирма. И се купуваат од кој? Кој е Арарат? Кој е Тихама? Што не нас тоа интересира? Да, но тие фирми добиле пари од царината. Од што? Од македонската царина добиле пари. Па може ли да го тоа потврдите? Па пишува така во... Не, ајде на кое место пишува? Па еве пишува дека... Не можете да правите антипропаганда. Не, јас само читам што сум дозволите. Јас ако знаев дека ова ќе го правите, јас ги донесов некои документи да ги читате вие. И поради ова сега, овој настан, задржувам право да тие ваши, што сте ги прибрале таму, за некаква си Тихама, за некаква си Арарат, да ги донесам документите, па да ги објавите полека, овој, еве е Тихама, еве е ова, еве ово е. Пред некоја време мислам дека државата одзема ваш имот, конфискуваше ваш имот. Да, од мене. Колку што конфискува? Па добро сега да тоа него два објекта во едниот на сила влегува. Станови? Станови. Каде, во Скопје? Во Скопје. Имаше гласење дека седиштето на ВМРО Народна партија е собственост на вашиот син, дали тоа точно? Тоа не е точно? Не. И дека, или доколку тоа не е точно, дека киријата е платена од страна на Драган Древолски, дали тоа точно? Кирија? Да, киријата. А зашто? За просторијата што е користена. Зошто не поставите прашање сега на последните избори, некој не може да даде отчет 3,5 милиона евра од кај си му пари, па си чутите сите? Не, сега за ова. Не, па јаве саки ја сега, само за ова. Само за ова. Значи тоа не е точно дека Драган Древолски ја плаќа киријата. Ама сега дозволите да ви кажам. Таму има сметка, парите доаѓаат. Тука не може да биде никој да прави глупости. Не ме интересира само луѓе. Ама ако дема, много дозволите, вашиот интерес е направен од некоја кујна овдека. Не. И па не. Ај ја да речам така не. Ама многу знаеш што, многу штури податоци. Па да, се согласувам. Не, многу штури податоци. Како дозволите, како може некој да даде пари на друга фирма? Зборувате за обвинувањето дека нашата царина плаќала фиктивни сметки на... На кого? Ако има таква работа, јас глава ќе му скимнам мојот син. Глава ќе му симнам. Моја творевина е, глава ќе му симнам. Значи, со овој случај, обвинувањето е дека државата штетена со 2,5 милиона евра. Тоа е сумата која што
е исплатена страна на царина на овие фирми кои што потоа се користеле парите за купување на акции. За ова што го поставате ко прашање, ќе одиме на суд. Не е точно значи тоа. Не. Како сакана кај вие сега имате пропаганда овдека. Не само прашувам. Ама не прашуваш, ово е јавен сервис. Он делува кри луѓето. Ќе се видиме таму. Затоа што некој да даде 2,5 милиона евра да на оваа фирма. Како тоа? Или да е приватно по джеп на джеп, тоа е Од каде царината тоа го дала? Кој ви е на вас извор? Ова сега ќе оди во етар. Сите ќе говорат царина дала. Јас ќе сакам да видам од каде е. Ако е дадена, еве ви сега одека кажувам ќе го убијам син ми. Не, дозволите. Не за 2,5 милиона евра. За 1 цент. Добро. Ова е катастрофална работа. Значи не е точно. Ма апсолутно. Добро. И една работа. Од каде се тие пари? Од државна царина? Од која државна царина? Царина на Македонија. Па како зашто ќе ги даде? Нели има налог за плаќање? Па нели има идете од централен депозитар? Па нели таму врши банката контрола зашто се тие пари даваат? Кај се даваат? А зошто вие дозволите? А зошто вие што? Извршена е контрола, претпоставам, затоа имало судско обвинение. Ајде да го видиме кој е тоа обвинение. Ова сигурно некој го открил. Ама кој е тоа обвинение? Кој е? Во основа на тоа е осуден вашиот символ. Ама не кажете ми зашто. Значи сакате да кажете дека и инспекторите финансиски лажат, и обвинителите лажат, и судот лаже, сите лажат, само вашиот син нема право, значи. Дозволите. Вие спомнавте многу институции. Која од тие е изворна институција? Како тоа мислите изворна? Па тие што дават темелно оно што се ова. Кој инспектор може и да го видиме? Кој инспектор е? По кој налаз е тој? Дали има вештачење? Има вештачење, ма тоа вештачење добро, ако треба ќе го говориме. Господине Стојански, ме многу ме интересира, што мислите, дали во Македонија има многу криминал? Има бе? Има. Дали доволен број од нив се откриени и затворени за решетки? Па знаете што работат? Затварат тие што таму тоа го работат. Затварат тие што крадат, тие затвораат. А ги затворат поштените луѓе. Не знам. Што мислите, дали ВМРО ДПМН на Липшо Георгиевски беше поискрена и попоштена влада од тоа на Бранко Црнковски? Милион пати. Значи сите тие процеси против Ламбер, Нудовски, 2002 година, па против Ламбе, против Војо. Ама дозволите чека да ви кажам. Вие убаво ги спомнате Ламбе, Војо и мојот син Драган. Ја не сакам да викам не е така. Што не е така? Па СДС избра кој ќе биде противник да го гони Јупчо. Како вие гледате на тоа што... Сегашната власт и тогашната власт после 2004 година само продолжи таа работа да ја работи, да вика, ете, ние не водиме сметка чии е какови е, ние гониме криминал. Ја да сум знаел дека ова ќе ме прашате. Те праша убаво. Не сакам да... Ќе ви донесов документ. И тој знаете ли од кого документ? Кажете ми. Од Државен завод за ревизија. Кој документ го е одобрило Собрание на Република Македонија дека тоа е исправно? Таму пишува дека тие пари што се трошени за возилата, за македонска фудбалска репрезентација, кошаркарска репрезентација, одбојкарска, шаховска олимпијада, овдека што се тие таму што се пари да се изгради еден стадион, да се изгради друг стадион, сега чука на ова. Можеме сега да одиме со реклами додека имаме мали пречки тука. Режијата повикам да пуштите реклами ако сте можност. Пауза за нова голтка кафе и секако реклами. Центарот за применета психологија Зорба Консалтинг од 10 септември организира курс за радио и ТВ водители, спикери и презентери. Сега имате единствена можност да ги подобрите своите комуникацијски вештини и да ги совладате тајните на работата пред микрофон и камера. Од 6 септември организираме и курс за бодибилдинг и фитнес инструктори, предавања вежби, интерактивен пристап и сертификат за потврда на знаењето. Со пракса до знаење и работа. Центар за применета психологија Зорба Консалтинг.
Хотел Ривиера е лоциран на кеот на Охридското езеро во непосредна близина на градскиот плоштад. Располага со 39 соби со